Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов, чиста како сулза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов па тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Владимире, поздрав. Тајно моја, Требаш ми. светот венери се, што имав заложив да ти пеам под пенџери. Сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов па тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е тајно моја, во душа света звери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Драган, поздрав. Постам видеото, очекувам Богатинов да ми се јавиш. Твојот лик. Добар ден и среќен ден. Дали сме спремни да се спротивставуваме на замаглувачите на вистината и на оние актери на Генекс програмата, а Генекс е банка на удба и кос, каде што сите пари се слеваат и потоа се користат за многу други намени. Дали сме спремни да се спротивставиме на Бај Томо и на масончето Егејче Васко Ефтов, бидејќи оно кое што се прави со овој народ и овие манипулации, каде што ќе чепнеме нешто, а нема да го довршиме, а додека ќе чепнеме нешто друго и за него ќе скрениме внимание и ќе зборуваме како ние милиарди евра трошевме од Генекс банката на удба и кос,
каде што сите пари се слеваат таму и од таму ќе се користат за намени против Владо Павлов, за намени против било кој друг, ако се покаже како неподобен, ако се покаже како непослушен и смета, поради тоа што појавата негова значи обединување на македонскиот народ. Дали сте спремни да сето ова го слушнете од Владо Павлов, каде што ќе даваме неколку инсерти на кои што жестоко ќе им се спротиставам и од овде ќе побарам за некои одредени активности кои што ви скренуваат внимание и кои што ви го перат мозокот, ќе чепнат од темата, а нема да довршат да јас го објавам сето тоа, да јас на мој начин сето оно што го гледам овие 30 години и да го повикаме Васко Ефтов на ова тематика, нека ме викне и мене и Бај Томо како акредитиран од Генекс програмата, акционер во Генекс банката, на УДБА и КОС, па да разговараме и да дебатираме за некои работи. Ако сме спремни, уште еднаш да ја слушнеме тајно моја и да почнеме. Ако не, да завршиме, уште пред да почнеме, па да оставиме ова Генекс програма и ова Генекс банка на УДБА и КОС и понатаму нека си играат пинг-понг со вас, како што си играат сиве овие години, уназад од 45-та до ден денес. Како икона, нежна, близка, далечна, моја прва платонска љубов, чиста како сулза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов па тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика, темно е. Или сменето е банката Генекс, може би некој друго име денес да има. А тоа треба да го прашаме некој кој што ги троши овие пари од ова банка Генекс без покритие. Тајно моја, а во душа светат фенери се. Тука сме. Што имав заложив да ти пеам под пенџери. Поздрав, Ибро. Дали си уште сам, дали тагуваш, дали исто чувствуваш. Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов па тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, Само името на Генекс банка носи друго име денес. темно е, тајно моја, во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам по
Ајде да почнеме. Нема да го даваме ликот, пошто ние не сме психолози како ова Генекс програма на Удба и Кос, кои што сега седнале, дремат и ги пратат дегустулациите, ги пратат покритите на Владо, ги пратат очите, пратат со каков тон разговарам, така да овие психолози кај нас ги нема, и затоа само ќе пуштам неколку делови од нивното видео со Васко Ефтов и јавно ќе ги прозивам двајцата на барем неколку тематики, јас и Бај Томо, Малишевска лига, Генекс програма, да разговараме за ова тематика и со факти и аргументи да народот кој што живее во Македонија со катанец на умот и пранги на нозет од ова Генекс програма, од ова Генекс банка каде што се наплаќа данок во крв од сите македонци, од сите босанци, од сите хрвати, од сите срби, од сите црногорци, кои што понатаму можеме да дојдеме до заклучок за кој интерес и зашто служи ова Генекс програма и ова Генекс банка, која што од сите бивши ју републики денес е најмногу сконцентрирана во Босна и во Македонија. Поздрав Ибро, договори че му се брат, слободно јави се, нема проблема, стоим на располагање, знаеш, дал сам ти реч, кад одлучите, јас сам овде, еден дан унапред пренесе ми брато Ибро, да пренесе ми на моих пријателја, на моих браќа и сестри кои што ме следе и да го направиме оно што треба да го направиме, што ни е дадено од Бог, брате Ибра. За било шта, овде сам и комуницирачемо, не ми треба преводилац, затоа што ми сви потекнуваме од еден исти извор воде, имамо исти или сличен јазик и затоа стоим на целосно за оно што се одлучио и радичемо на обединение на цел Балкан, на обединение на се оно што значи љубов, а то ćemo да направимо, све да направимо само са истином за свих балканских народа. Разуме се и за наших браќа кои што се живели на тлу Италија денешне и која била ту у време пред да настае Јадранско-Јонско море. Така да, еден велики поздрав за тебе, брате Ибра, направит ćemo, реци дан и ту сам. Така да, можеме да почнеме полека на неколку приметби, на неколку активности. И кој србите ли го? Му е рекол скромниот тера она да му даде алиби дека спил кај неа. Може да замислиш за да уништи кариерата. Душа спасуваш се, не разборам, не знам кој. А ти го бива премиере Кобајаки. Они учествуваа во убиството на Џинџич. Јас сум сигурен, Милорад што вели, ние смо ми убили Џинџича. Убили су Англичани. Околу Џинџич воопшто нас не засега. Улогата на Ми-8 секој треба да ја знае на Балканот и во Србија и во Македонија. Така да ќе почекаме
на Бај Томо и на Васко Ефтов кога го споменуваат атентатот на Киро. Британците. Да. А ово што МУП фабрикува документација, тоа е njihov проблем. На Киро? Еве сега. Ве молам за внимание. Дали сме овде да дадеме едно поголемо внимание за некој кој што само ја додирне тематиката и не ја завршува. Затоа што во тој временски период главен на Генекс програмата и на Генекс банката е Киро Таушанов Глигоров. Главен на Удба и Кос е масонот Киро. А тоа Бај Томо и Малишевска лига нема да ви го кажат. Затоа го прозивам Бај Томо да разговараме на тематика атентат на Киро и Васко Ефтов, бидејќи од овде започнува новото робство на македонскиот народ. Или во превод, од тогаш ние сме Вардарска бановина. Не заборавајте, од атентатот на Киро ние сме повторна Вардарска бановина. Вие може да се смејувате, може овие агенти на Удба и на Кос, овие пензионирани инспектори, инспекторки, началници на полиција и нивните чоколада деца да ви кажат болени од виетнамски синдром, како тоа што го велеше покојниот Ниче Димовски. Здрав, паметен дечко, не е болен од никаков виетнамски синдром, не лежел во никаква лудница, нека му е лека земја. Многумина од нив ќе ви кажат дека е преварант, дека е забеган. А знаете зошто ви го велат тоа? Затоа што вакви како акционери на Генекс програмата и на Генекс банките, кои што настанаа од Удба и Кос, кои што наплаќаат данок во крв на сите народи од бивша Југославија, а денес од Македонија, ќе ви го плакнат мозокот само со некои работи на кои што им е дозволено да го кажат тоа. Така и со Бај Томо Аврамски. Тој нема да каже повише од она што му е дозволено. И продолжуваме. Кој се сумња дека кога преговарал до Србија и он сакал да се придружи на Србија и Црна Гора, Саветна Република Југославија. И евентуално Босна. Значи Бај Томо вака вели за атентатот на Киро. Точно е дека пред атентатот тој има состанок со Слободан Милошевиќ. Точно е, а тоа Владо Павлов многу пати го е најавил дека у никаков оптек не му доваѓало ниту на Киро, ниту на Бранко Црвенковски, ниту на Владо Поповски, ниту на било кој друг во тој временски период, па дури ниту и на нашиот председател денес Гока Сорос, дека Македонија ќе биде самостална земја. Или во превод, Бај Томо сака да ви каже дека Киро Глигоров направил таен договор со Слободан Милошевиќ за Македонија денес да остане после атентатот Вардарска бановина. Или во превод, да остане во сојуз со Србија и Црна Гора и Косово. И нормално, ако Македонија останала во тој сојуз, Слободан Милошевиќ бил многу паметен
Косово никогаш немало да биде како што е денес. Ако имаме овде лица кои биле во Косово 89-та, а јас како Владо Павлов на 19 годишна возраст, од вод за против терористички дејности од Топчидер Белград, заедно со уште 8 мои колеги од Белград, дојдовме во Скопје и преку Скопје бевме во Џаковица, Приштина, Урошевац, Гнилене, Косовска Митровица и секаде каде што имаше потреба од нас како специјалци. Затоа ја умеам да кажам дека мојот син Најмал со неговите години врте пици како пица мајстор, а јас како Владо Павлов на тие години куршуме ми лета над главата. Ова е од Косово 89-та година. Или во превод сите ние кои бевме во Косово 89-та година бевме регрутирани преку 3-та армиска област. А 3-та армиска област е поврзана со Скопје и Македонската област. Што значи дека мирот и безбедноста на Косово го гарантираа македонците, македонци мои. Јас, како припадник на елитни специјални единици во Југословенска народна армија, не бев со целосната моја чета од Белград од Топчидер, туку бев преку 3-та армиска област и преку специјалните терористички единици кои што беа тогаш во 3-та армиска област, стационирани во Скопје, во касарна Илинден, и од таму го правевме оно што го правевме во служба во 89-та година. Точно се знае дека Македонија, ако останела во сојуз на Југославија со Милошевиќ, со Србија и Црна Гора, имало некаква гаранција дека Србија нема да го изгуби Косово. И сите овие што претходно ви ги кажав, меѓу кои и Гоца Сорос, денешен председател на Република Македонија, плачеа за овој сојуз. Плачеа за сојузот да останат со Србија и Црна Гора. И Косово тогаш. Така да се согласувам со Бај Томо за ово што го кажува пред Васко Ефтов. И продолжува. Нели? У најпознат питање. Превара е. Милошевиќ го е мамил да влезе. Пиро. Да. Значи, дали е превара или не? Јас ви ја кажав причината зошто и требала Македонија и македонците на Слободан Милошевиќ. Затоа што Бај Томо не ви ја кажува целата работа. Како потрошувач и како човек што ги пери од Генекс програмата и Генекс банките. Дали е превара или не, јас не би се согласил дека е превара, туку јас највеќе би се согласил дека се работи за договор Македонија да влезе во сојузот со Косово тогаш, Србија и Црна Гора и Војводина.
да го ставиме Али Изебеговиќ, Босна настрана и муслиманството. Затоа што ако го поврзаме Али Изебеговиќ, ќе се изгубиме. Ајде да се сконцентрираме на Милошевиќ и на Киро Глигоров. Ете јас го повикувам Бај Томо, Малишевска лига, конзуматор и потрошувач без покритие на парите од Генекс програмата и Генекс банките, кои што се банки и наплаќале данок во крв на народите од сите републики во тогашна Југославија, па и од Македонија. И продолжува Бај Томо. Изебеговиќ не искал никако Босна да влезе, искале муслиманска држава. И он се предомислил. И овде не се согласувам со Бај Томо и имам докази за тоа дека Киро Глигоров не се е предомислил. Затоа што во времето на тој ден, во времето за кој што кажува Бај Томо за атентатот на Киро Глигоров дека се предомислил и дека го преварил Слободан Милошевиќ, во масонските кругови Киро Глигоров имал поголема титула од Слободан Милошевиќ. Иако Милошевиќ бил близок со банките на Ротштилд. И продолжува Бај Томо. И кои србите ли? Му е рекол да размисли, треба припремам терен. Му рекол Киро Глигоров на Слободан Милошевиќ, така вели Бај Томо, со Васко Ефтов, масонче од егејската популација, да размислил, да подготви терен. Делумно и овде се согласувам со Бај Томо, затоа што теренот е бил претходно Бај Томо подготвен. И сето тоа што се случува во Република Македонија со Киро Глигоров е без Киро Глигоров Бај Томо, конзуматор и потрошувач на данок на крв на народите од бивша Југославија преку Генекс програмата и преку Генекс банките. Значи претходно е бил припреман целиот терен. Јас го повикувам Бај Томо да разговараме на ова тематика. Како припадник на елитни специјални единици. Многу добро знам што значи шок и флеш, топовски, ама и што значи 1 килограм пластичен експлозив. И тоа е мој аргумент и доказ пред вас, мои молчеливи македонци, кои што живеете во Вардарска бановина после атентатот. И уште сме Вардарска бановина. А тоа го знае многу убаво Бај Томо. А потоа ќе разговараме зошто Мицковски во многу брзо време ќе ја предаде премиерската функција. А вие знаете, јас ви го најавив тоа, што ви го кажува Бај Томо денес. И ќе ви докажам дека власта на Мицковски одржува мојот живот. Бидејќи знам кој е новото премиерче што е спремано од Генекс програма, од Будбо и Кос преку Хрватска, што требаше да биде премиер. И на кој што Мицковски требаше да му отворе пат. Да го завршиме со Бај Томо разговорот вака, бидејќи тие и било кој друг ќе кажат, или ќе молчат, или ќе кажат за бегање. Така е најлесно денес да откачиме некого.
за да си ги сокриеме гаките, кои што сме ги купувале од Генекс програмата, или кои не ги давале бесплатно Генекс банките. Па дали се боксерки, а може би и чорапи, високи како штуцни, од Генекс програмата. Кое што е плодност за создавање на чоколадо деца. И секој наредно зло е поголемо од она зло што го имаме денес. И да видиме што докажува и понатаму Бај Томо. Не викам не, дај време, тоа нема дека лесно да мине. И ние сите мислехме дека е од таму тоа, а може од таму. Ама јас мислам и пак бугарската работа. И веќе тука доваѓа скренување на внимание. Вие многу добро знаете или не знаете дека најголемиот непријател од соседите на Удба и Кос и на Генекс програмата е Бугарија. Па дори Васко Ефтов ќе каже мултигрупката. Со тоа сака да ви каже дека извршител на атентатот на Киро Влигоров Васко Ефтов е мултигруп. Нели? Со поплавените подрумски простории. И јасно и гласно во ова интервју Васко Ефтов ви кажува дека извршител е мултигруп. А јас велам не. Бидејќи наречател е Киро Глигоров, а извршител е Кос. И тука доваѓаат сите тие сплетки од овие замаглувачи на вистината, од овие ободин или горење перални, каде што најдобро и работи центрифугата, за да можат да ве изцентрираат онака како што вие на ним ќе им одговарате. Ете јас јавно ги повикувам Бај Томо и Васко Ефтов да разговараме на ова тематика. И да видиме зашто Васко Ефтов, како новинар, го насочува извршителот во Бугарија, заедно со Бај Томо, и вели дека тоа е мултигруп. Ја од овде ја повикувам мултигруп, бидејќи има и многу во Македонија со мултигруп. Ако знаете дека имаме многу македонци во мултигруп во Канада и Америка, во Македонска патриотска организација, па да ни кажат дали има вистина во ова што го вели Васко Ефтов, дека мултигруп дал наредба на некоја особа X во Министерство за внатрешни работи во подрумските простории, кој што им го дава името мултигрупка, да нарачено овие документи исчезнат во таа нели поплава. А со тоа Васко Ефтов ни вели, читете меѓу редови, дека извршител на атентатот на Киро Глигоров е мултигруп, а не и Владо Павлов. Дали се согласувате до овде, за да можем да продолжам повторно, за да не бидам монолог и да го прекинам видеото? Бидејќи ако немаме дебати и ако молчиме од страв, нема потреба да продолжам да се спротивставувам на оно што ви го кажуваат Бај Томо и Васко Ефтов. До тогаш ќе слушаме музика.
Значи, ако продолжиме да молчиме, можете слободно да помогнете на овие заговорчи на невистината, на овие ободин центрифуги од пералните и да им верувате на нив. Дури на Васко Ефтов, за кој што треба сите ние како македонци денес да му бараме докази и аргументи, бидејќи тој не е забеган како Владо Павлов, нели? Егече, да ни објасне од каде дошол до сознание дека извршител на атентатот на Киро Глигоров е Мултигруп, а и бај Томо да ни каже дека извршителите водат во Бугарија, што Владо Павлов не се согласува. Тоа значи треба Мултигруп у Ранковче да го купи Амито, Амиосум. Тоа значи дека треба некој бугарин на бензинската пумпа во Кратер кај Ранковче треба да плати. А ние многу добро знаеме кој на бензинската пумпа платил за мито. На Кратер. Тоа значи дека некоја бугарка, некоја жена маж со мускулисти и волнени, со мускулисти и нозе со влакна, ја донесела колата од Ранковце до Скопје. Тоа значи дека во бугарски салон за коли најверојатно е поставен динамитот. Тоа значи според овие двајцата дека бугарин од касарната Илинден го украдил пластичниот експлозив. Тоа значи дека некој бугарин од хората, кога настанал атентатот, трчал прв да го тргне упалјачот. Тоа значи дека бугарин имал далечинско од Бристол и го активирал. Ова се 7 прашања или подпрашања, како сакате кажете ги, кои што треба да не ги одговори бај Томо, потрошач не на Карич банка, туку на Генекс банка, и егејчето Васко Ефтов, затоа што тврдат и велат дека извршител е Бугарија и Мултигруп. Може би вие тоа не го забележате, но јас како Владо Павлов го забележав. И како лице, како детектив кој што работи 20 години на овој атентат, па дури како припадник на елитните специјални единици во Македонија во Волци, работев и на случајот киднапирани, поради кој што загинува еден мој ментор, учителот на бај Томо, учителот на Бојчевски Оса, учителот на Джанго Пуца Задни, еден од најдобрите полицајци во некогашна Југославија, инспектор. Значи не можеме да премолчуваме нешто кој што тие јавно и гласно ви кажуваат дека извршител е Мултигруп и Бугарија. Овде одма треба да реагира Министерство за внатрешни работи и да бара од бај Томо и од Васко Ефтов докази како извршители дека се Бугарија и Мултигруп, кој го купил Амито 8, кој бил на бензинската пумпа Кратер, каде што се даваат парите за Ми-8, кој го донесел Амито 8 до некој си изложбен салон, каде е ставен динамитот, во кој изложбен салон, од тој салон до пред Бристол кој го донесел и кој го активирал од Бристол.
и од каде е земен динамитот. Значи тука треба да имаме поврзано со 7 лица, со мултигруп или со Бугарија. Ајде бај Томо и Васко Ефтов да ве слушнеме, да направите уште едно ново продолжение, а потоа ќе разговараме и за Палче, ќе разговараме и за Вања, и за дедо им на Вања, каде што најголемиот, каде што во некој временски период волците беа на Чупино бродо, кога се носеше нафта кон Југославија. Потоа ќе разговараме за новиот премиер на Македонија, кој што треба да биде Чоколадо, дете од Удба и Кос. Ама дајте прво да не ги дадете аргументите, бај Томо и Васко Ефтов, кои се тие 7 лица најмалку поврзани во овие 7 делатности поврзани со атентатот на Киро од Бугарија, бугари или од мултигруп. Зоран, би сакал да ми објасниш кои се тие нашиве што го направи атентатот? Би сакал, затоа што 20 години сум со овој случај. Такаш да ми кажеш дека Киро Глигоров бил во автомобилот? И дали фактите на Владо Павлов, Зоране Дичевски, брате мој, не ти ја потврдуваат вистината? И пошто се разликуваш ти од бај Томо и од Васко Ефтов? А јас ќе ви кажам еден ден и кои се тие 7 извршители. Да не бидеме како нив, брате Зоране, да чепнеме и си премолчуваме, одиме на друга тема. И продолжува. Работа. Државно, тоа е знамо ти. Дека бугарите. Па Фрчко најавно знае. Како му... Значи сега Фрчко наводно знаел. Така е, Зорана, јас тоа го тврдам, тоа го кажувам, тоа го пишувам веќе 10 години. Дај ми аргумент и доказ каде си ти пишал и каде си ти објавил дека Киро Глигоров не бил во автомобилот. Јас имам безброј докази каде што сум го објавил и по телевизии, и во Канал 5, и во Сител, и кај Јади Бурек, и овде. И од каде знаеш дека не бил во автомобилот? Те молам, Зоран Дичевски, пиши ми. Јас имам докази дека не бил. И тоа го докажувам со факти и аргументи пред сите вас. Дај ми доказ ти од кога си пошло. Имам доказ уште од 2012 година, каде што јавно го зборувам тоа на медиумските простори. Имам доказ од 2008 година исто така. Денес сите ќе велиме дека не бил. Дајте ми доказ да видам ја од кога вие велите дека не бил Зоран Дичевски, Киро Глигоров во автомобилот. И дај ми други факти и аргументи да ми докажеш дека навистина Киро Глигоров, мој брате Зоран Дичевски, не бил во автомобилот. Како тоа што јас го правам овие 20 години. И од каде ти сознанијата? Јас сум бил припадник на елитни специјални единици, многу добро знам што значи експлозив, најмалку 1 килограм да ти пукне пред тебе. Може докази за Значи, овде бај Томо вели дека Фрчковски знае. Па нормално дека ќе знае Фрчковски, бе, бај Томо, кога е извршител на Киро Глигоров. Нормално дека знае Тито Петковски. Нормално дека знаеше Стојан Андов. Нормално дека знаеше Угриновски. Нормално дека знае Бранко Црвенковски. Следете ги парите.
И продолжува. в Министерството Да, или да в изчезна. посланица, ајде да речеш, Да. поплавили са Министерство. Некоја мултигрупка. Кој е това ми? Ете го доказот. Да не кажете дека Владо Павлов измислува. Васков Ефтов вика некоја мултигрупка. Со тоа вели дека некоја која што е поврзана со атентатот на Киро Глигоров од Бугарија е поврзана и со поплавата во Министерство за внатрешни работи, да се сокрие ова вистина. Значи, Васко Ефтов вели тоа. Барам докази, брате Зоран Дичевски. Лесно е Владо Павлов да ви го каже тоа, а потоа вие да бидете Владо Павлов. Не ми пишувај во коментари, дај ми доказ кога си објавил на твојот профил, во било која телевизија или на било кое друго место, дека Киро Глигоров не бил во автомобилот како тоа што го прави Владо Павлов. Доста веќе си играме криенка, си играме миждупка и користиме некои други за наши собствени потреби. Зоране Дичевски, не коментирај, дави ми барам доказ од твојот профил, каде ти си го тоа кажал пред да знаеш од Владо Павлов. И кога, и каде. Јас, поради овој атентат, имам две нарачени убиства. Првото е со Ловачко во Прилеп 2004 година. Дали ме слуша Зоран Дичевски. А второто е во 22 година, еден ден после кога Весна Стоименова ми дава развод. Каде што наркоман директно удара во наше возило на Плетвар. А во Скопје бев на состанок на тематика атентат, кај што требаше кај јавниот обвинител ден пред тоа да се однесе целосната документација и докажите на Владо Павлов за атентатот на Киро Глигоров. Се извинувам, 2004. Не 2004 во Прилеп. И многу други патешествија кои ги добивам поради овој атентат. Лажен, да. Првото е со Ловачко во Прилеп, каде што тој тим во Прилеп и цела Македонија многу добро знаеше за сето ова што го работевме. А второто е еден ден после кога ми поднесува развод Весна Стоименова. Или во моментот кога премиерот на Македонија што требаше да биде, чоколадо дете од Удба и Кос, од програмата на Генекс, а тоа е све документирано кај Владо Павлов, пиша и објави на профилот еден ден пред случувањето на Плетвар, некој ки го имит, ки го немит утре. Така да би сакал, брате Зоран, и сите останати, ако тоа што го тврдете, да ми дадете доказ. Таа година го кажав тоа, таа година го тврдам тоа. Лесно е сега некој друг да каже и да остане се уште жив, иако нарачено има многу атентати, и вие да видите Владо Павлов Зоране. Извини, брата, ама ми се гаде веќе од такви постапки кај мои браќа македонци. Ми се гаде Зоран Дичевски. Не сакам да те навредам. Уште еднаш. Министерство кој има Слушайте внимателно. Кои србите ли му го? е рекол да размисля, треба припремам терен. Не. Значи, да размислам, треба да припремам терен, вели Бај Томо. Владо Павлов одговорно тврде дека теренот е припреман затоа што Киро Глигоров не се враќа од Београд до тој состанок. Да се вратиме на почетокот. Викам не, Дали? се додека земјски клан не го расчистија, она мирно не е спада.
Од Силували са. земјскиот клан. Па затоа и така завршија. Онија тера, она да му даде алиби дека спио кај неа, може да замислиш. За да уништи. Ти благодарам, Зоран. Конечно се разбравме и конечно се сложивме во нешто. Кариерата. Душа спасуваш се, не разборам, не знам како е. А ти го бива премиере Кобајаке. Они учествуваа во убиството на Джинджич. Да оставиме Милошин Јас сум и сигурен, Джинджич. Милора што вели. Да почекаме за атентат. Ние смо ми убили Джинджича. Убили су го англичани. Британците. Да. А ово што МУП фабрикуе документација, тоа е njihov проблем. На Киро, Еве. Сега да се вратиме на почетокот што вели Бај Томо кога го плашува егејчето Васко Ефтов, поклонник на масоните од Александар Палас. Кој се сумња дека кога преговарал во Србија и он сакал да се придружи на Србија и Црна Гора, Саветна Република Југославија. и евентуално Босна, нели? Значи, Бај Томо овде вели оно што и Владо Павлов го тврди, дека поголемиот број на македонци тогаш сакале да останат со Југославија, мислам Југославија со Србија, Црна Гора и Косово тогаш. Меѓу кои денешниот председател на Република Македонија Гога Сорос. Меѓу кои и Киро Глигоров. Меѓу кои Бранко Црвенковски, Владо Поповски и многу други. Имаме и лица во Ману кои што плачеле да останат во сојуз со Слободан Милошевиќ. Сега, да се вратиме на оно што Владо Павлов би го тврдеше. Кои би биле опозитите на Бај Томо за ова што го тврди за Киро Глигоров, а не го довршува, само го започнува и потоа преминува на друга тема, да скрени внимание за да останеме ние куси за нешто друго. Да, јас се согласувам со Бај Томо овде, дека состанокот е направен за Македонија да биде во сојуз со Србија, Црна Гора и со Косово тогаш. Не дека бил преварен од Слободан Милошевиќ, затоа што во масонските кругови, иако Слободан Милошевиќ во тој временски период бил полтрон на Ротштил и полтрон на баба му на денешниот премиер или председател Вучич на Србија, затоа што Киро Глигоров има поголема функција во масонските кругови тогаш од Слободан Милошевиќ. Оно што го тврди Бај Томо, ја го кажувам по обратен редослед. Не Слободан Милошевиќ. Оно што го тврди Бај Томо, ставете го на местото на Слободан Милошевиќ Киро Глигоров и ќе добиете целата слика за атентатот на Киро. Тоа значи дека Киро се борел да опстои Југославија со овие републики: Војводина, Србија, Црна Гора, Косово и Македонија. Но најголемиот непријател на ова што Киро го предложил и што требало да се оствари е нашето ВМРО ДПМНЕ, македонци мои. Не ова ВМРО ДПМНЕ со Мицковски и со Груевски претходно. Она ВМРО ДПМНЕ што го уништија Доста Димовска и Љупчо Георгиевски. Во интерес на Бранко Црвенковски и во интерес на ова што го зборува Бај Томо. Значи, главниот непријател на Киро Глигоров и на Слободан Милошевиќ во нивната договорена средба е нашето вистинско ВМРО ДПМНЕ тогашно, кој што денес ни в буквата нема тоа ВМРО ДПМНЕ. Многу ми е криво што има многу луѓе
кои што се задоени со таа идеја на ВМРО-ДПМН од тој временски период. И многу кои што од деца се задоени за ВМРО-ДПМН. Денес ги нема никаде. Затоа што ова ВМРО-ДПМН денес работи од интерес не за Македонија. Колку сака нека ми се љуте Мицкоски. Тоа е негов проблем, ако го боли вистината. Значи Бај Томо е во право, ама делумно. Кога ќе дојдеме до главниот непријател на идејата на Киро Глигоров, кој што е предлага на Слободан Милошевиќ, ќе дојдеме до вистината за неговиот само нарачен атентат. А тој е поврзан со оно што сум ви го кажувал. Јас ќе имам и второ продолжение за ова тематика со Бај Томо и со Васко Ефтов, полтрон на масончињето од Александар Палас. И се разбира, Бај Томо главен акционер, потрошач на Генекс фондовите или Генекс банката, а за мене тоа е наплаќање данок во крв на народите од ју просторите меѓу кои од Македонија. Ете ги повикувам Васков Ефтов и Бај Томо, а јас ќе имам и второ продолжение да докажам дека не е мултигруп извршител како што вели Бај Томо и Васко Ефтов, бидејќи ви набројав најмалку 7 на извршители кои би требало да бидат бугари. Да не ги повторуваме. Бугарин требало да го купи од Ранковца мито, бугаринот требало да ги даде парите на бензинската пумпа Кратер во Ранковце, бугарин требало да донесе во некоја, нели, во некој салон за коли или во некоја механичарска работилница, оттаму требало некоја бугарка, некој маж, жена, што ги чувала влакната еден месец, мускулисти со влакна од таа механичарска работилница, да ја донесе до Бристол. Потоа бугарин треба да биде во Бристол да го активира. Бугарин треба да го украде од касарна Илинден динамитот. Бугарин треба да трче прв пред сите, да го извади оно од предното седиште, да го стави надвор, затоа што бил многу сличен со Киро Глигоров по носот. Бугарин требало да трче да го извади упалјачот. И да не зборуваме на ова тематика, за кој што барам објаснување од Бај Томо и Васко Ефтов, пошто они тврдат дека е мултигруп, кој што е од Македонска патриотска организација, да ги кажат сите ловирани бугари и целта зашто бугарите би го направиле атентатот на Киро. И ги повикувам Васко Ефтов и Бај Томо да не манипулираме со умот на македонскиот народ, да не го ставаме повторно на центрифуга од горење или обудин перална и да му зашиматуваме умот да вртиме како, да не стават и да вртиме како во центрифуга, а потоа знаете ако ве пуштат од центрифуга како ќе се движите. Јас знам што значи да се вртеш како центрифуга, затоа што како припадник на елитни специјални единици, посебно во обуката за подобранец, имаме барбан исти таков и се вртиме. И кога ќе застанеме, не знаеме кај да одеме. Така и овие ви прават, македонци мои. Ве стават на бубан и ве вртат. И потоа ве пуштат од него. И вие не може да видите ништо. И затоа они се така обучени.
да ве стават во бубан и потоа од бубан го ги излегнете, нормално ќе имате вртоглавица, нема да гледате ништо, ќе ви биде се темно. Така са тие обучени. И затоа треба и еднаш за секој да и застанеме. Како јас тоа што го правам на Бај Томо Малишевска лига, и како Егејче полтрон на мусунчињето од Александар Палас, Васко Ефтов, да ни докажат кои се нивните аргументирани докази дека Киро Глигоров дошол во Македонија после состанокот со Слободан Милошевиќ и дека бугари го извршиле атентатот. Ајде Бај Томо и Васков Ефтов, ве чекам. Ако не, МВР нека си ја преземе иницијативата со нивните аргументи и факти, нека се произнесат. Онајко знак питање. Нека се произнесат и нека помогнат. Затоа што за Владо Павлов овој атентат е мистично поврзување со Србија. Затоа што за Владо Павлов овој атентат е влегување во Вардарска Бановина, каде што главен непријател им е народот. Така е, брате Стојковски Мице, бугари. Лесно е да кажеме, нели? Мице ојде украде го од покојниот брат на Мирослав Стојановски, од гарда кој што беше капетан. Мице ојде зема го, даде го у Ранковца или у близина, нели, тука на Илинден, една механичарска работилница. Мице зема Амит 8, однесе го до Бристол и сега сите удрете по Мице. Дали согласуваш, брат Мице? Не знам. Имаше еден подполковник од Министерството за одбрана кој што многу брзо некако замина во Америка и остана во Америка. Брате Мице. Подполковник беше. А ја бркаше целата работа на Ханџиски. Да. Тој ни подпиша кога имавме заедничка вежба со американците, нели? За да Македонија влезе во партнерство за мир, ние колкумина беме, ние беме 5 мина, а требаше да има најмалку 13 мина подобранци. Па така зедовме подобранци вака со долги коси од Јури Гагарин Скопје, за да скокаме со Ами-8 и подоцна со Херкулес во Прилеп и во Куманово, за да влеземе во партнерство за мир. И после ова заедничка вежба со 10-та специјална единица, тој подполник наеднаш исчезна. Не сакам да спомнувам имиња. И затоа Владо Павлов е забеган, Мице. Затоа што да не држат тежи на овие мои истражувачки дејности. Ме разбираш, Мице, што сакам да пренесам? И вака некој како Бај Томо, потрошачи без лимит на Генекс банка, на Генекс програмата ќе ни продаваат пувки. И ја би бил најголемиот бизнисмен Генекс да ме финансира. Затоа треба сега МВР да крене од Бај Томо и да крене од Васко Ефтов. Ајде да видиме кои се доказите дека вие тврдите дека бугари учествуваат во атентатот на Киро Глигоров. А потоа нека кренат и од мене. Јас стоам на располагање да ги дадам сите докази. И одговорно тврдам дека мултигрупи бугарите не стојат позади сите овие сценарија.
Затоа што бај Томо е Генекс програма. Ефтов е Генекс програма. И тие никогаш нема да кажат дека атентатот е направен за уништување на ВМРО ДПМН. И пак ти кажам, ова ВМРО ни во буквата нема од ВМРО ДПМН. Колку и да ми се люте Мицковски, моја почитувам брат Тино. Затоа што Генекс програмата многу навлези во ВМРО ДПМН после самонарашаниот атентат на Киро. И пред да ми се люте Мицковски на мене, нека си преземе активности што му се прават зад грб. Ако сака да воскресне нешто што е било во ВМРО ДПМН. А Владо Павлов знае, и ти, Мице, знаеш, и многу други знаете, кој го спрема за премиер. И зошто толку жесток ударија врз Владо Павлов? Затоа што тој премиер што требаше да биде од УДБА, од Генекс програмата, тоа чоколадо деце живи луѓе ќе јадеше. Децата живи ќе ви ги јадеше. Ама Владо Павлов е курбан за тој да не дојде премиер да не ви ги јаде децата живи, македонци мои. Дали сум во право, Мице? И затоа ова крволочна освета врз Владо Павлов. Затоа дојде и ковачна власт. Затоа дојде пролонгирање на нови 4 години. Бидејќи зверот од УДБА и КОС треба да биде премиер, а за да тој да биде премиер, Владо Павлов треба да биде мртов. Еден ден ќе разберете што направи Владо Павлов. Не за вас, за вашите деца, македонци мои. Владо Павлов не дозволи тој звер да ви ги јаде живи вашите деца, што крволочно му се одмаздува и има за цел да го уништи и убие, за да тој да дојде да биде премиер. Мандатот на Ковачев требаше да биде на Мицковски, а сега мандатот на Мицковски требаше да биде на зверот, на тоа чоколадо дете од УДБА и КОС. Затоа му се одмаздуват. Затоа што Владо Павлов стави глава у торба, да тој звер не ви ги јаде децата. Ритуално правен во Хрватска. Голема е работата околу Владо Павлов, не е мала. Мојата душа е чиста. Благодарен на Бог што ме чува и неговата десница, а тоа е поради вашите деца. Што многу Бог сака преку нас да ги зачуваме од овој звер, што требаше да биде премиер, што и уште е во оптек да биде премиер. Чоколадо дете од УДБА и КОС. Затоа е ова крволочна одмазда врз Владо Павлов и фамилијата. Пред очите на сите вас молчеливи македонци мои. Затоа МВР треба точковски да ги викне бај Томо и Васко Ефтов. Ајде сега овде емисија во МВР. Дајте ли аргументи и факти зошто верите дека Мултигруп стои бугарите позади атентатот на Киро. Ако не поради друго, почитуваниот точковски адвокати може тие работи да ги ставе како што треба. Ето јас тоа на располагање со моите тврдења. Да го спасеме македонецот од денешна Вардарска бановина. Што ќе ми кажете дека ние денес не сме Вардарска бановина? После атентатот на Киро? Дај ве молам. Милошевиќ го е
Ма минут да влезе. Милошевиќ, замислите, бај Томо, конзуматор на услугите на Генекс програмата и на Генекс банките. Милошевиќ го молил да влезе на Беровски. Ајде, молам ти се. Ајде, молам ти се. Милошевиќ е многу помал од Киро Глигоров во масонските кругови илуминати во тој временски период. Киро. Да, оди Али Бегош не искал никако Босна да влезе, искале муслиманска држава. И он се е предомислил. И кои србите ли Му го? е рекол да размисля, треба припремам терен. Требало Киро Глигоров да размисле, да припрема терен. А теренот се прави уназад, охо-хо! Атентат не се прави за еден ден или два дена. Атентат се прави години уназад. А за ваков атентат, самопрогласен од Киро, направен, да најдеш кое лице треба да биде во автомобилот, да најдеш кое лице треба да има исти нос сличен на твојот, па да трчиш да го изнасеш од колата, да го фрлиш надвор, со полинез, па да трчиш да носиш, а веќе друго лице те чека во 8 септември денешен. Па да ги подкова сите овие македонски телевизии со Колумбија универзитетот. Затоа што Македонија, ако не беше атентатот на Киро, немаше да биде Вардарска бановина со таа екипа на македонци во ВМРО ДПМН. Колку сакате, разберете ме. Не знам дали знаете што значи 120.000 легитимирани и преку 30.000 претреси на македонци од ВМРО ДПМН после атентатот. Атентат имаше врз Македонија и врз македонците кои што со дух, ум и фанатизам во тој временски период ја сакаа Македонија, а тоа беше ВМРО ДПМН без Лјупчо Георгиевски. И да не манипулира и да не става во центрифуга бај Тому и Васко Ефтов. Се слушаме во некој друго видео на ова тематика. Воедно го повикувам министрот Тошковски да преземе активности против Васко Ефтов и бај Тому, а и против мене, да не викне на сослушување на тематика атентат на Киро, тие да си ги дадат нивните докази, аргументи и факти за Мултигруп и конечно е дојдено времето да воскресне она стара борбена линија на македонците во тогашно ВМРО ДПМН без Лјупчо Георгиевски и неговата бугарска идеологија заедно со Доста Димовска покојна и она што го направи Киро, а неговата цел беше тоа што е денес СДС да биде една политичка партија со ДПНЕ и навистина го разбирам и Мицковски колку му е тешко, така да секој си има свое право на нешто што одлучил, што си дал збор, што си дошол до тој временски период да го направи тоа и да го преземе тоа, али рачунете дека она чоколадо дете уште е во оптек, иако малку е трнат настрана со крволачната одмазда која што е прави врз Владо Павлов и фамилијата токму поради попречувањето на него да биде на премиерско место, а тоа Владо Павлов го направил во интерес на вашите деца, да не ви ги јаде тој звер, живи деца да не ви јаде, и да него припрема патот за
антикриз. Затоа што во тој временски период Македонија и македонците во ВМРО ДПМН до ден денес ако обстоја тогаш пред атентатот, никој пат немаше да биде Македонија во оптек кој што ќе помогне да антикриз во создавање на светската влада, позади кој што стои Сорос во Македонија. Така да, Бај Томо и Васко Ефтов можете да ги ставате во центрифуга во обуд империални, у Бубан, у Барбан, како дел од периалната. Моите македонци, независно дали е Обудин или Горење, ама тоа не може да го направите со Владо Павлов, и оние македонци кои што ќе ме разберат што сакам да пренесам во ова прво моје видео на тематика Бај Томо и Васко Ефтов, а ќе има уште едно второ, од каде што ќе бараме докази и аргументи како тоа што Владо Павлов ќе ви ги даде сите докази и аргументи дека Киро Глигоров не бил во автомобилот и дека ние имаме атентат врз нас македонците, а не врз Киро Глигоров. Вака, Бај Томо и Васко Ефтов ви насочија, повели министре на МВР Тошковски, истражувај, според Васко Ефтов и Бај Томо од Малишевска лига, конзуматор на средствата од Генекс програмата и Генекс банките без лимит, дека Бугарија стои позади атентатот и Мултигруп. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов, за вистината се, за правдата се. Еден ден Бог ќе ни докаже на сите нас, затоа што ако Владо Павлов е во право, нормално дека во ова бара пуна со крокодили од Генекс програмата во Македонија треба да биде забеган, треба да биде преварант, треба да биде надрилекар, треба да биде лажач. А зошто? Затоа што попречил еден пат, треба да биде еким, затоа што треба да... А зошто? Затоа што попречил еден пат да биде премиер кој што треба да ви ги јаде децата живи, внуците, дете на удба и кос. Да живее Македонија без удба и кос и без вакви перење на мозоци, пуштање во центрифуги од Обудин и од Горење, како тоа што ви го направија пред малку, ова недела, Васко Ефтов и Бај Томо, конзуматор без лимит на Генекс програмата и Генекс банките. Да живее Македонија! Гледам како си лепша сваког новог дана, а јуче си лутко била лепша од свит. Мени буди се лики старих руских романа. Да сите мои браќи и сестри надвор од Македонија, кои што го почитува делото на Владо Павлов и за кој што како македонец со дух, ум и фанатизам за Македонија ќе се борам со моите докази каде да бидам со вас и во Босна, и во Србија, и во Хрватска, каде што јавно и гласно ќе кажувам вистината и нема да бидам како оние македонци кои што му даваа на Семир Османагич информација од Владо Павлов и денес во високо да веат знамиња, да го споменуваат Александар Македонски, а се со една цел, не знаат зошто го прават сето тоа или знаат за $100 повеќе. С тебе, знај бичу ја, моја малена. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија, за вистината на Македонија. Се гледаме 22 декември пред МВР довлочени со мировен протест за враќање на клучниот доказ за враќање на името Македонија, а тоа е најстариот доказ пронајден на земјината сфера, на цвеќе на животот, која представува вистината за светлината и сето она што значи ден, затоа што ден не може да има без светлина. А тоа ни го покажува доказот и аргументите кои што денес стои во депото на МВР довлочени и реално кажано
според тоа што е дадено судски налог за претрес, ова е грабеж, бидејќи претресот кај Владо Павлов е заради надрилекарство, а не ради некои аргументи и докази кои што ги чува за Македонија, Паско Кузман претходно ги отфрлил и ги занемарил. Ово што се случи со претресот и одзимањето на овие клучни докази за името Македонија е грабеж. Затоа што претресот беше за нешто друго. Ова е грабеж што е направено од МВР довлочени, на кој што Владо 20 години го чува заедно со фалангата, на кој што Владо Павлов го чува за враќање на името Македонија, никога Северна. МВР довлочени, ова без налог, као наводно го видел јавниот обвинител, вади го, дайте ми го и него, е грабеж. Бидејќи многу добро стои зашто е претресот и што се бара ке Владо Павлов. Надрилекарство и дојави лажни дека Владо Павлов окочени работел, мамел луѓе и ред други глупости кои што ги слушнав од оној кој што требаше да биде премиер. И затоа беше ова крволошна одмашта против Владо Павлов, затоа што не дозволивме звер од удба и кос да биде премиер. Дали сум јасен за овој грабеж на кој што ве повикувам сите, доколку сакате да го вратиме името Македонија, затоа што имаме докази, ова е доказ најстар пронајден на земјината сфера, кој што ни покажува светлината, кој што ни го покажува Богот Сонце, Богот Светлина, а вие знаете дека и нашиот број еден, првиот број е ден, а ден без светлина нема. Со тоа јасно докажувам дека овој символ, среќето на живото, меѓу две афионски чушки, меѓу два мака, е символ на Македонија, од каде што потекнува и е ден ската градина. Не еден, не едом, туку е ден. Што значи дека ние немаме ден без светлина. И овој грабеж да се фрли ова дело свето за македонците во целиот свет и за сите народи на земјината сфера во депото е најголем грев пред Бог кон сите оние што го направија. Помнете и не заборавајте МВР довлочени. Да живее Македонија, ќе ја вратиме без Северна, за Македонија се. Ја правдам теби свему за нича. Ја праштам и то што грешна си и не мири се сти. Да ниси више ниси моја ти. За Крстомуковски поздрав. Се разбира Кочански. Така е, Мице и Драган. Е ден. Утре сите ќе ви го кажуват и ова. Е ден. Како сега сите што велат дека Киро Григоров не бил во автомобилот. Те бира нека заборави. Браним ти да снове мислами. Поклониш ли неспокойна да своју любови. Да живее Македонија. Ке има второ продолжение. Добај Томо и Васко Ето. Ја падам и устаjem zbog nas. Ja pravdam tebi svemu za njih.